Апасиев, младо момче, младо професорче, дали си на Зоќе Заев тројанско конче? Само прашувам. Ке речат, Сашо, какаш? Шо си се фатил сега за Апасиев, па и он како тебе удира по Заев? Мајката. Ајде поред, или ако сакате да почнеме од позади. Апасиев беше во шарена револуција позната како платена револуција, која нели боеше, уриваше и палеше за да Зоќе Заев дојде на власт, за да ја смени името и да ни ги направи сите овие несреќи, и тие не се бореа за да падне Никола Груевски. Јас еве да кажеме се борев за тоа. А Апасиев се бореше заедно со сите тие левичари и платеници за да дојде СДС на власт. Затоа сега неговите компањони никаде ги нема. Затоа сега не го гушкаат ГТЦ, не дигаат глас кога Шилего Финој Српче и секоја пола град, не гушкаат паркчиња веќе. И јас скромно се борев Груевски и Мјалков да паднат и нивниот режим. И ја не се борев како некој професор за да дојде тамо некој друг хибриден режим и не бев шарен. Не сум бил на ниеден митинг, не сум фрлил ниту едно балонче со боја нели по државните институции. Само додуше се појавив на еден митинг за хонорарците кај што храбро извикав: "Царот е гол!" И денес велам дека царот е уште гол. Соголен, лежи на балдахини некаде во некој хотел во Будимпешта, а везирот му е у притвор без кауција. За жал, царот отиде, но сега имаме император, како оној од Војна над звездите, Зоќе Олмајти. Истиот тој Зоќе му кажа во една прилика на Апасиев и неговите левичари дека биле договорени и дека му давал средства на Апасиев за да се бори и одзема гласови на ВМРО ДПМНЕ. И дека тоа било договорено, му го пресна тоа на Апасиев на една седница во парламентот. И тоа во еден момент, така како овој не очекуваше можеби, нели да добие таков директ. Мислеше дека Господ го фатил за брада, нели, со неговите досегашни хонорари што ги добил и од СЈ и пратенички плати и све. Ама Зоќе не носи брада, само наочари носи, за да може поубаво да види кај ќе ти го начука, кој ќе дојде најприкладниот момент за тоа. И така Апасиев тогаш остана без даден одговор нели на јавноста. Дали ова што го тврди Зоќе, императорот Олмајти, е вистина? Ама изгледа Зоќе се што кажал досега, се ни се остварило. Мислиш овака тропа глупости, ама се што ќе каже, тоа ќе се случи, се е вистина. И не е далеку денот кога опозицијата ќе победи на локалните и парламентарните избори. И на тие избори Апасиев и Левица сигурно ќе се избилдаа до 10%. Може ќе земат 5-6 пратеника. И со среќа нека име. Барем така велат од неколку релевантни амбасади. А кога на народот му велиш дека ќе му го вратиш името, ќе му ја укинеш двојазичноста, ќе го уапсиш и не дај Боже ќе го обесиш на плоштад премиерот, народот за тоа ти верува. И народот ќе се држи до тие ветувања што си му ги дал. Така Апасиев ќе си ги дигне сумите на пари од државата, ќе си направи пресудни пратеници и советници за мнозинството во општините и ќе и го збрца на опозицијата. Еве уште од сега покажува рогови, вашиот сладок Апасиев ќе го остави Заев на власт. Слушајте што ви вели Сашо. И тогаш ќе рече нормално, па ние сме левици, идеолошки сме секогаш поблиски нели до левите партии како што се СДСМ. Па и името не можеме баш да го вратиме. Па ние во левица имаме и албанци, како сега двојазичноста да ја вратиме? И ќе се прават, јас мислам така малце неутрални, малце наудрени, но ќе го поддржуваат горе-доле Зоран Заев. Тоа е можеби долгорочен план. Зајко убаво си го смислил. Кој не се продава за малку пари, се купува за многу пари. А гладните левичари, колевичари, фолиранти, кој ќе видат пара, ќе далдисаат како тинејџер на порна актерка. Некои му веруваат на Апасиев исто како на Заев што му веруваат. Иначе немам ништо лично против професорот. Ама некако изгледа анализава е против него и мора да се расвити со Зајко. Затоа мора да се расвити. Нели овој рече дека му чувал разговори од средбите, кој знае што си ветувале еден на друг. Лево, сврти лево, сега пак лево, па лево, па другото лево. А тоа е можеби снимено и квалитетно.
Кога еднаш ќе фрлиш куртон со боја кон правдата и ќе направиш бррр, ти си бе брат, навлечен за цел живот, не си глумец па да се ресетираш кон мене, затоа што ние влегуваме у улогата и кога ќе видиме дека режисерот е тапа, сценариото е провидно глупо, а камерата аматерска, па лесно искачаме, знаеш, влагаме одма у некој друг лик, у некој друг филм, у некоја друга представа, но или влегуваме во друга улога, ама вие сте задоени за измама. Па тако факултет сте завршиле, што да ви правам? Ја слушам онаа несреќена Никола Димитров, како вели дека џабе сме го смениле името на државава, оти онака немало да сме влезеле во Европската Унија. Ало! О, Гојдо! Ќукш! Па ти требаше да мислиш на тоа, да направиш анализа, да пресметаш добри и слаби страни, да видиш како ви се однесувале низ историјата тие со кои што преговаравте, именувавте име, па тогаш да донесете одлука. Нели си дипломат, мајката? Како велеше татко ти? Раката да му се исуши на тој што ќе потпише. Така велеше. Ама ти потпиша. И наместо да се спротиставиш комаш на оној муртинецон, без мозок, ти ја шитна државата за стипендија на ќерка ти. Наместо ко градско дете интелектуалец да не го слушаш црпнатиот предавник од Муртино, туку да го разоткриеш, ти удри по својата држава со него. И сега се посипуеш со пепел, продаш басми, а него го заболе Стојко. Тој кога заспија наместо ко секој културен селјак да брои овци, он брои евра. И тоа во 3 тури. Една за него, една за Вицто, една за црквата. И сега немало да не примат во Европа, велиш. Аве, токмак, секаде ќе не примеа да се спротивставевте. Во НАТО беше одлучено да не примат заради Русија. Ни име, ни презиме немаше да бараат стиснати до зид. Ама си викаат, абе, кога имаме работа со будали, нека и го подудлаат малку на Грција, ке имаме зазимање од неа после. А кој сака бе на светов понижен квислинг по 100 пат, ви кажувам? Никој бе не сака квислинзи, бе, квислинзите ги презираат. Секој ги почитува луѓето од збор, на место, а не дундите кои викаат, мора да ја свиткаме кичмата, знаете, да даде Господ да ви остане така свиткана, како ченгели да бидете во кичмата. А ќе дае, Боже бава, ама не забрава. Секој ќе си го добие заслуженото. Знаете, карма и за бич. И тоа бич Божи. Не може бе да правите проклети работи, да ставате луѓе по затвори, да правите гнасоти, да осудувате шофери наместо газди и се да ви помине лесно. Шо ме боле куро, ја не сум верник, не се плашам од Господ. Па кој рече дека Господ треба да враќа, бе? Не е убаво, тоа е работа на кармата. А карма ти е сосема нешто друго. Карма ти е баланс. Мора да има баланс. Не може бе да полните негативна предавничка енергија и да сакате да ви биде добро. Тоа ви е како клозет во кој фрлате тони хартија, бинди, влошки, коса и се што. Значи домашниот тоалет си го поганите и на крај тој ви се враќа. Се излива шолјата полна со фекалии низ целиот стан. Пливате во гомна, се давите во гомна, јадете гомна, спиете на гомна и после пцуете. Па нема пцуење, бе, шутраци, кога лајната се излеале да направат баланс. Баланс лајна, онако јогуртон исто. Така, и сега до гуша сте во лајна. Пливате во лајна. Се што фативте, залајнивте, заговнивте. Не може веќе нормален човек да набројува се што не заговнивте. Се украдовте, луѓе испогинаа, хаос, се што фативте претворите во криминал, во смрт, во беда и јад. И меѓу вас, од најнискиот полтрон до највисокиот функционер, нема ниеден со доблес да каже, јебига, погрешивме, се упропастивме, извинете, си одиме, одма ќе одговараме, ќе лежиме затвор. Немате доблест, се надевате пак на наредните избори во некое чудо. Во Дуј. Божијата рака на Дуј, Аллаховата рака на Дуј.
ко Марадона со Божјата рака, кој им го даде, кој им го брцна на британците 86-та на светско у Мексико. Така вие од Дуи се надевате. Дека со рака ќе ви дае гол и вие ќе останете на власт. Типично за кукавици. Но не сте сите такви. Го гледам пред некој ден Максим Димитриевски вели раката да ми се исуши за некои работи што ги гласав и подпишав. Тоа е, морам да признам, прилично машко покајување. Човекот комплетно го сврта листот, се спротивстави на довчерашните другари гледајќи што прават. Секој има право да се покае доколку покајувањето е на време и да придонесе лајната да отпловат во канализацијата. Овие де што прелеа. Не мислев буквално, таман работа, повеќе символично. Како викаат србите, пусти воду да говна оду. И за крај да ви раскажам еден виц кој деновиве се врти во градов. Оби Џуко, покрај разните катастрофи и криминали што ги направи во МВР, издаде и 200 македонски пасоши за најголемите светски криминалци, па после ги обвини обичните службеници дека тоа го направиле без негово знаење. Па некои од тие службеници завршија во Прдекана. Шие му го џура. Па сега сите тие 200 криминалци побарале од МВР групно да дојдат да се сликаат за новите пасоши по вонредна постапка. Ке си плателе по 100 евра, кога веќе пред тоа платиле дебело. Сега се чека МВР да им излезе во пресрет на овие наши гастарбајтери кои го шират добриот глас за Македонија насекаде по светот. Северна и се е можно. Инаку, моментално на HBO оди серијата Вистински детектив, трета сезона со Џоди Фостер. Под насловот на третата сезона е Ноќна земја. Студено, ладно, снег, загадена вода, рудници, корумпираност, алкохол, криминал, убиства, депресија и хаос, ремек, дело. Режисер Зоран Заев. Пардон. Не, Зоран Заев е режисер у една друга таква исто мрачна серија. Северна земја се вика таа, на мајка ви Северната.